Добар ден! Се најдуваме во прекрасниот, убавиот Охрид, бисерот на Македонија, што јас го викам и демократи, бисерот на светот. За жал, Охрид, колку е убав и прекрасен, толку повеќе во 28 години го уништуваја владеачките партии. Наместо да прерасне во светска туристичка дестинација, Охрид денес оди надолу и надолу. Имаме повеќе проблеми во Охрид, но ќе спомнам некои од поважните. Број 1. И двете владеачки партии веќе 8 години зборуваат дека ќе се изгради некој си покриен базен, но за жал тој базен се гради со години и од тоа нема ништо. Остана тоа, ќе ви пуштиме некои слики, само столбови од цименту. Друга работа, Охрид, бидејќи е место каде што во ова прекрасно езеро Охридско можеме да се капиме и да пливаме. За жал, Охрид нема пливачки клуб. Тоа е трагедија невидена, а охриѓани се најдобри пливачи во Македонија. Имаме маратонци, значи тоа е нешто чудо кој што оборуваат и европски и светски рекорди, препливуваат не знам колку километри, но Охрид за жал нема базен, нема спортски клуб. Друга работа што во Охрид е една од најголемите катастрофи, а нас УНЕСКО не на некој начин секојдневно да можам да кажам, ни кажува да го средиме проблемот е со дивоградбите. Се уништува брегот на езерото Охрид, се градат дивоградби, кој ќе стигне ги гради, исто се разбире во градот, значи ние мора тоа да го спречиме. Во Охрид, покрај брегот, исто има доста ресторани, кафичи, кои што во последните години плаќале 500 евра годишно концесија или некој не плаќале. Нас како демократи тоа на некој начин не прави да размислуваме дека тука постои некоја спрега, некој криминал помеѓу властите и одредена група на луѓе кои што најверојатно на место да влегуваат парите во касата на Охрид, да се користат за Охрид и за граѓаните на Охрид, се користат за одредени граѓани и подобро кажано за одредени политичари кои што го контролираат Охрид. Тоа може да бидат охридски политичари или горе од владата. Друга работа што е многу важна за мене во Охрид е автопатот. Со години се гради автопатот. Јас доаѓам и живеев многу години во Америка, повеќе од 30 години. Ја пратам технологијата, секој граѓанин во Македонија знае. Ние за брзо време ќе имаме коли кои што ќе летаат, така да за известно време нас патот нема да ни е потребен и како така зборуваме како демократи, можда подобро и да не го градат, бидејќи ова е една катастрофа кој што за охриѓани како еден од најмоќните, а и јас велам најмоќен туристички центар, тука се разбира Струга, Светинаум, цело ова езеро што е до Албанија и до Светинаум треба да прерасни во светски туристички центар, ние немаме патишта. Што сакам, ние како демократи, а имаме програма, имаме знаење, имаме план, имаме експерти, наши експерти, се разбира, имаме врвни, ако треба и од странство ќе викнеме, ние сакаме како демократи да направиме Охрид светска туристичка дестинација. Светска туристичка дестинација во која ќе доаѓаат од целиот свет туристи, ќе го уживаат овој прекрасен рај преку цела година, а не сега месец и пол, 2 сезона и после